Петок, 6 март 2026 година. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Интензивно се работи на изградба на затворениот базен и спа центар во Кавадарци. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов, извршија увид во градежните активности и најавија дека Кавадарци наскоро ќе добие современи објекти за спорт и рекреација. За прв пат општина Кавадарци добие спа центар кој ќе ги има комплетно сите содржини. Знаеме дека спа центарот е благодет и за најмладите, меѓутоа и за возрастните, и од спортисти, и од луѓе кои се по одминати години, така да овој спа центар се протега на површина од 250 метри квадратни, ќе добие парна бања, ќе добие џакузи, добива комплетен спа центар со фитнес зона, со масажа за простор, со тоалети, туш масажа и сите оние топли прегради кои ќе ги има за релаксација, така да овој спа центар треба да биде завршен до октомври, наредната сезона да биде офатена во функција. Комплетен донација од владата, со инвестиции околу 500.000 евра. И најбитно е тоа што овој спа центар ќе има топла врска со затворениот базен, кој што треба да биде готов до 2 август, нешто пред самиот спа центар да биде завршен. И тука и затворениот базен се добие комплетна функција. На затворен базен, кога ќе бидат учебните денови и време за најмладите да учат пливање и по физикално образование да се тука да образоват во делот на спортот и користењето на спа центарот, меѓутоа во попладневните часови, сабота, недела и останатите термини ќе може комерцијално нашите сограѓани и жители да го користат и затворениот базен и спа центарот кој ќе биде при собственост на општина Кавадарци, дадено на управување на спортскиот центар Јасмин. Така да ова инвестиција заедно со затворениот базен и спа центарот е 100 милиона денари, сериозна инвестиција и еден благодет општина Кавадарци да добие и затворен базен и комплетен спа центар. Меѓутоа уште побитно е тоа што јавното претпријатие Јасмин станува веќе многу сериозно претпријатие со добивањето и на скијашкиот центар, со добивањето на овој спа центар, со добивањето на затворениот базен, со комплетната реконструкција и доградба на отворениот базен, добивање на картинг зоната која што е да се изгради како картинг патека и доградбата на Јасмин од 2 милиона евра која што имаме со ушена спортска сала, со куглана, со апартмани за стоје, ќе биде едно моќно и силно јавно претпријатие во делот на спортот. И мислам дека надвор од Скопје сме единствени кои што имаме такво претпријатие и ќе ги имаме содржините на сите спортови кои што се достапни на нашето поднебје, да можат нашите најмлади и да рекреират, меѓутоа и да градиме тука нови таленти и успешни спортисти во делот на оние достапни спортови кои што ги имаме во државата, во Европа и на светски рамки. Благодет е една општина да ги поседува овие сите елементи, меѓутоа мора да знаеме дека и одржувањето на сите овие објекти, како што се спортските објекти, отворен базен, картинг, спа центар, мора да имаме многу сериозен пристап и од менаџментот на Јасмин и од општина Кавадарци, тоа што станува збор за големи инвестиции, меѓутоа и за објекти кои што бараат интензивно одржување и домаќинско работење во нивното функционирање. Еден од ретките градови, како што кажа градоначалникот, со комплетни понуди за нашите преце најмлади во текот на учебниот година и во текот на учебниот работен ден, а потоа после 15 часот да може да ги користат и сите жители на општина Кавадарци. Тоа се отворениот базен, затворениот базен и последното спа центарот, како што кажа градоначалникот. Општина Кавадарци заедно со влада на Република Македонија, затворениот базен заедно со спа центарот околу 100 милиони денари, сериозна инвестиција на влада на Република Македонија на проект на општина Кавадарци, каде што во идно време воведуваме содржини кои досега за нас како кавадарчани беа непознати. Реално, да бидам искрен, би имале голем предизвик како раководство на општина и менаџмент на Јасмин под кој ќе го раководат овие отворен, затворен базен и спа центар е самото менаџирање на овие три објекти, затоа што тоа е релативно голем и силен предизвик. И се надевам дека во идниот период, кога, здраве Боже, овие три содржини ќе бидат достапни за нашите сограѓани, треба сериозно да направиме една рамка на функционирање на овие објекти, затоа што реално колку е
тешко за да ги добиеме, уште потешко е начинот на нивното одржување и нивната функционалност кон нашите сограѓани и сметам дека во наредниот период општина Кавадарци сериозно треба да посвети посебно поголемо внимание затоа што бројот на содржините и бројот на даватели на услуги кон нашите жители, кон нашите даночни обврзници, на нашите кавадарчани е на едно високо ниво, така да треба да сериозно да ги зголемиме начинот на функционалноста на самите содржини кои ги имаме кон нашите кавадарчани. Во тој прави ќе биде и спа центарот, затоа што спа центарот мислам дека во Република Македонија би биле еден од пионерите во однос на давање на услуга кон нашите сограѓани со парна бања, со топла турска бања, така да заедно со топла врска со затворениот базен сметам дека и како ќе бидат значени преци за нашите најмили, за нивен уште подобар психофизички и моторен развој и заедно со отворениот базен би биле наша гордост на нашето Кавадарци кое се развива со силно урбанистичко и модерно темпо. Светиот месец Рамазан е месец на постот, духовноста и солидарноста. Градоначалникот Јанчев по 11 пат организираше ифтарска вечер заедно со местното население. Припадниците од исламската вероисповед го одбележуваат светиот месец Рамазан, месецот на постот, духовноста и солидарноста. По тој повод по 11 пат беше организирана ифтарска вечера од страна на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев заедно со местното население. На заедничката вечера присуствува генералниот секретар на Исламската верска заедница, пратеникот Зоран Јованчев, како и председателот на Советот на општина Кавадарци Стојан Черамов. Настанот представуваше можност за заедничко дружење, меѓусебна почит и зацртување на соживотот и соработката помеѓу сите граѓани во нашата општина. Општина Кавадарци им посакува на сите верници од исламската вероисповед мирни и благословени денови во текот на светиот месец Рамазан, исполнети со здравје, благосостојба и духовен мир. СВР Велес информира за тешка измама во која постара жителка на Кавадарци остана без своите заштеди. Настанот се случил синоќа околу 21 часот. Непознато лице се представило како лекар преку телефонски повик. Измамникот ја убедил жената дека нејзината ќерка е итно хоспитализирана со скршеница и дека е потребна итна исплата за оперативен зафат. Жртвата ги дала парите во износ од 300.000 денари на машко лице пред својот дом. Случајот е пријавен во ОВР Кавадарци, а полицијата презема мерки за пронаоѓање на сторителите. Важно подсетување за граѓаните: доколку добиете ваков повик, веднаш прекинете ја врската и јавете се директно на вашите блиски за да ја проверите информацијата. Никогаш не давајте пари на непознати лица без оглед на итноста на ситуацијата. Пријавете го сомнителниот повик во полиција на бројот 192. Уште една сериозна измама во Кавадарци, овој пат преку софистициран интернет. Само неколку часа по пријавата за измамената старица, во ОВР Кавадарци е пријавен нов случај на измама, овој пат насочен кон 56 годишен маж, кој верувал дека инвестира на меѓународниот пазар на капитал. Жртвата стапила во контакт со лица кои лажно се представиле како представници на странска инвестицијска компанија. Бил убеден дека со уплата на средства ќе може успешно да инвестира на берза. Во неколку наврати мажот уплатил вкупно 4.900 евра. Измамата станала очигледна кога лицата му побарале дополнителни 10.000 евра, само за да му дозволат да ги повлече веќе вложените пари. Случајот во полиција е пријавен вчера и се работи на откривање на сторителите. Нов случај на семејно насилство во Скопје, пукал кон сопругата, се заканувал и ја тепал ќерката. За конкретниот случај кој што настанат во текот на вчерашната вечер,
Сум информиран накратко од страна на началникот на СВР Скопје пред да отпочне овој настан. Знам дека потенцијалниот насилник е задржан во рамки на полиска станица и за истиот ќе се превземаат действија согласно она кое што го имаме утврдено како фактичка состојба првично. Битно е дека во конкретната ситуација за среќа немаме смртни последици. Повеќе детали не би сакал да споделам во овој момент и јас ги немам сите детали. Знам само дека насилникот, потенцијалниот насилник, така да го кажеме, пошто нели се уште сме во фаза на истрага, е задржан во рамки на полиска станица и за истиот, согласно оние информации кои што ќе имам, ќе биде процесуирана итна постапка за негово спроведување во рамки на судските постапки понатаму. Во текот на вчерашната вечер има уште еден случај кој што е поврзан со семено насилство. Како што сум информиран, имаме уште еден насилник кој што е задржан во рамки на полиска станица и за овој случај ќе се постапува во соработка со јавното обвинителство. Од опозиционата СДСМ и на денешната пресконференција побараа оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Рацете ви се крвави, порача Маја Борозан од форумот на жени на СДСМ. Од синоќа во Скопје има нов случај на семејно насилство и пукање со пиштол. Уште колку жртви и што уште треба трагично да заврши за Панче Тошковски да си поднесе оставка? За трагедијата во Карпош, во која животите ги загубија мајка и малолетно дете, пропусти на МВР. 2 години постојано имало пријави за семејно, физичко и психичко насилство, вкупно 12 пријави. МВР на Панче Тошковски имале сознанија, имале индиции за сериозен ризик, но со несоодветна и ненавремена реакција не ги заштитиле жртвите. Дополнително, со измените на кривичниот законник, насилството врз жените и семејното насилство се гонат по службена должност. МВР потврли во случајот во Велес и не реагираше навреме. МВР потврли во случајот со серискиот убиец во Старо Нагоричане. 2 години ги игнорирале пријавите на жителите дека сторителот се прикраднува во дворови и Демне. Причина – жртвите биле третирани како природна смрт. Не била правена обдукција, немало истрага. Проблемот почнува од врвот. Рацете ви се крвави. Оставка. 18.000 нови работни места во последните 6 квартали, економијата се движи во позитивна насока, рече на денешната пресконференција пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. Денес сакам да споделам неколку важни податоци кои јасно покажуваат во која насока се движи економијата и пазарот на труд во нашата држава. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во изминатите 6 квартали во Република Македонија се креирани околу 18.000 нови работни места. Бројот на вработени порасна од околу 691.000 на над 709.000 граѓани кои денеска се во работен однос. Ова е јасен показател дека економските политики даваат резултати, дека економскиот раст се претвора во реални можности за работа и подобар стандард на граѓаните. Истовремено, овие позитивни трендови не се случајни. Тие се резултат и на инвестициите кои што се реализираат во државата, особено во индустријата, инфраструктурата и технолошко-индустријските зони, но и на политиките на владата за меки кредити кон стопанството и успешниот план за раст. Во моментов имаме договорени 17 инвестиции во ТИР зоните, кои во наредниот период треба да донесат нови 5.000 работни места. Тоа значи дека трендот на отварање нови работни места ќе продолжи и во наредниот период. Паралелно со растот на вработеноста се намалува и невработеноста. Според последните податоци, стапката на невработеност е намалена на 11,4%, што е значително подобрување во однос на претходните години. Со други зборови, имаме повеќе луѓе кои работат, повеќе инвестиции во економијата и постепено намалување на невработеноста. Нашата цел останува јасна – да продолжиме со политики кои носат инвестиции, отвараат нови работни места и создаваат стабилна економија во која граѓаните ќе имаат сигурност и перспектива.
Ќе продолжиме со поддршка на стопанството, со нови инвестиции и со мерки кои ќе придонесат за уште поголема вработеност и економски раст. Мицкоски, зошто досега не го вративте името? Праша на денешната пресконференција Андреј Жерновски, член на извршниот одбор на СДСМ. Директна порака до владеачката партија. Ветивте на народот враќање на името. Ветивте на народот дека ќе го поништите Преспанскиот договор. Нас не обвинивте дека сме предавници. Но еве веќе втора година сте на власт и никаков потек немате во тој правец. Зошто сега не го смените името? Зошто сега не го направите тој чекор? Излезете и покренете иницијатива во собранието. Вие знаете тоа многу лесно да го направите. Во еден ден, исто како што тоа го сторивте со декретот за забрана на говор. Но, кажете и тогаш на меѓународната заедница, на Европската унија, на НАТО, и кажете му на народот, доека летат ракети кон Европа, дека Македонија нема да биде во НАТО, дека нема кој да не брани, дека ќе бидеме сами. Кажете отворено дека повторно ќе бидеме БРМ, дека повторно ќе бидеме ФИРОМ. Ајде, де факто и де јуре, меки ткива, мекотели. Нели, за тоа ја баравте довербата од граѓаните? Нели тоа ви беше главното ветување пред гласачите? Продолжете до крај со изолацијата во која што туркате земјата. Така, многу полесно ќе може да терате тендери. Ќе си го заокружите целиот процес што сте го започнале. Така полесно ќе може да го вратите Груевски, кога веќе работите во тој правец. Имате 58 пратеника. Ги имате Знам, ги имате Влен. А Бога ми после лидерската средба, ги имате и Дуи, ги имате и Левица. Што ве спречува да го направите овој потек? Се имате. Закажете собрание, слободно. Закажете седница. На народот кажете му да купи прачки, па со тоа да ги гаѓа авионите и ракетите кои што, не дај Боже, би дошле кон овој правец на Европа. Таман ќе добиете сигурно поддршка и од русите и од Вучич, бидејќи така и така работите во нивен интерес. Потоа, многу полесно ќе можете да криумчарите 5 тона дрога. Никој нема да ве спречи. Ајде патриоти, ајде комити, направете го овој потек. Граѓаните ве чекаат. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. Екоавантура со Изворска јуниор. Завршува караванот на компанијата Кожувчанка од Кавадарци. Денеска во Кавадарци заврши караванот на компанијата Кожувчанка. Благодарност до ова компанија. Една добра представа, екоавантура, која се вклопува во самата програма на нашата градинка. Денеска тука во Кавадарци ја заокружуваме, односно ја завршуваме втората етапа од проектот Екоавантура на Изворска екокараванот со Изворска јуниор за најмладите, кој што првиот дел го реализиравме на територијата на град Скопје во месец ноември со преку 60 представи, додека вториот дел на останатиот дел на територијата на нашата држава во поголемите градови го реализиравме во месец февруари и месец март, каде што денеска заокружуваме со последните 4 представи тука во Кавадарци и сето тоа се реализира вкупно над 120 представи во кои што се опфатеа околу 30.000 деца. Овој проект беше во заедничка соработка со продукцијата Триангал од Скопје, со нивната професионална екипа и професионални актери, а целта на проектот беше низ театар, смеа, игра, представа, весели детски песнички да доведеме до едукација на најмладите за тоа како треба да се чува животната средина, да ја пазиме, да не ја загадуваме, отпадоци и џубре како да се селектираат и да рециклираме, а последно и многу важно е исто во текот на секој ден да се пие многу вода, да останеме хидрирани и да градиме здрави навики за едно здраво општество и за една здрава иднина на нашите најмлади генерации. Печатоците и импресиите од проектот се уште ги сумираме, но досега сето тоа што пристига до нас е повеќе од задоволни може да бидеме, затоа што фидбекот е многу голем, имаме одма барања за повторување на представите, некаде каде што не било реализирано да се реализира, но ние сето тоа ќе го разгледаме за понатаму и се надеваме во некоја друга форма ќе го продолжиме и понатаму со голем успех.
По повод Денот на жената, синоќа беше отворена изложбата Женско писмо. Станува збор за традиционална изложба која се одржува веќе трета година поред. Овој настан е во чест на 8 март, празникот на жената. Оваа година се пријавија 27 уметнички. Овој настан по повод Меѓународниот ден на жената, кој традиционално се реализира по трет пат, представува концептуална платформа за афирмација на женската креативност, уметничката автономија и современиот визуелен израз. Замислена како простор на видливост и културен диалог, изложбата го поставува женскиот глас како значајна и автентична визуелна артикулација во современата уметничка практика. Во овој контекст, уметноста се појавува како поле на лична и колективна еманципација, медиум преку кој се отвораат и преиспитуваат теми поврзани со идентитетот, меморијата, телото, културата и динамиката на современите општествени процеси. Преку различни уметнички медиуми и индивидуални поетики, делата воспоставуваат суптилен визуелен диалог за женското искуство, чувствителноста и творечката енергија, личните приказни, символичните мотиви и визуелните наративи создаваат простор за размислување за позицијата на жената во културниот и општествениот контекст и современо отварајќи можности за нови интерпретации и читање на женскиот уметнички израз. Во таа смисла, изложбата Женско писмо е простор на уметничко сведоштво, тивко, но силно обраќање преку кое секое дело функционира како визуелна порака, како трага од лични и колективни искуства, како форма на писмо, уметничкото дело станува носител на емоции, мисли и наративи што ја надминуваат индивидуалната перспектива и се впишуваат во поширокиот културен и историски контекст. Пред се благодарност на сите 27 жени уметнички кои се јавија на повикот за да учествуваат на оваа изложба. Исто така сакам да ви го честитам празникот 8 март, Денот на жената, и да ви посакам да сте живи, здрави, среќни, успешни. Во ваша чест, драги дами, авторки, жени творци, уметнички, вечерва отвараме изложба насловена Женско писмо, која веќе традиционално 3 години поред се отвара, за која што јас бев иницијатор да се организира, а се надевам дека традиционално ќе продолжиме да ја реализираме во наредните години. Оваа вечер нашата галерија е исполнета со светлина од овие прекрасни дела. Секое дело е со своја приказна за себе. Секоја слика е различна. Уметничките се вложиле максимално, додека го креирале секоја својот аранжман, за да ние, драга публико, денеска уживаме во тоа. Оваа изложба, посветена на жената, насловена Женско писмо, носи своја силна порака и ќе остане траен белег, запаметен во историјата на работењето на Дом на култура. На едно место да се соберат толку многу дела од прекрасни авторки од цела држава. Жената од секогаш била единствена, неповторлива, магична и божествена. Божествена затоа што во себе ги носи најубавите допири на добрина, благост и нежност, но и сила и мудрост. Таа е единственото суштество што знае истовремено да плаче, да се смее и да се радува од иста причина. Висината на културата во едно општество се мери по односот кон жената. Вистинската гламурозна жена не се мери по изгледот, туку по незината спонтаност и свеста за собствена женственост. Да се биде жена е гордост, но да се биде жена борец во време на искушенија, тоа е храброст што остава трага. Жената знае да даде се од себе, без да бара ништо за возврат. Затоа незината сила, издржливост и жртва заслужуваат најдлабока почит. И затоа, драги мои дами, бидете горди што сте жени, мудри, достоинствени, истрени, бидете храбри, бидете силни творци и понатаму. Ви го честитам празникот 8 март. Промоција на едукативниот цртан филм Кликни безбедно.
Се надеваме дека на овој поучен начин, со овој анимиран филм кој што е интересен и прилагоден за возраста на децата, ќе успееме да допреме до нивниот начин на зборување, до нивните интереси и идеи, како тие од нивната перцепција го восприемаат овој предизвик кој што им се случува и ни се случува на сите нас. По завршување на презентацијата, овој анимиран филм ќе биде достапен за сите национални, локални и регионални телевизии. Исто така ќе биде достапен на сите училишта во државата. Преку педагошката служба и Министерството за образование и наука ние ќе го направиме достапен до сите училишта, за да тие можат да го презентираат во своите класови и да разговараат за предизвиците на интернет. Следуваат информации од спортот. Утре кошаркарите на Тиквеш Голден Игл ќе му гостуваат на незгодниот Феникс. Кавадарчани мора да почнат да победуваат, бидејќи само така ќе покажат дека заслужуваат место во елитата. По репрезентативната пауза, македонската клубска кошарка се враќа во спортските сали. Овој викенд екипите од машката кошаркарска МТЛ Суперлига ќе ги одиграат средбите од редовното 17-то коло. Во сабота, 7 март, лидерот ТФТ е апсолутен фаворит на гостувањето кај Ангели. Во втората скопска пресметка се очекува неизвестен надпревар, бидејќи Чаир ќе го пречека Работнички. Во дербито на ова коло, екипата на МЗТ ќе го пречека Битолски Пелистер. Во сабота, од 19 часот, екипата на Тиквеш Голден Игл ја чека тешко гостување кај незгодниот тим на Феникс. Кавадарчани доколку сакаат да докажат дека заслужуваат место во кошаркарската елита, оваа средба е вистински момент за тоа. Во недела на 8 март ќе се одиграат уште две средби. Најпријатното изненадување маđари ќе го пречека Кожув, а интересно би требало да биде на дуелот помеѓу Куманово и Гостивар. ГФК Тиквеш во недела од 14 часот ќе го пречека Пелистер. Вардар нема право на нов кикс во дербито на гостувањето кај Силекс. Овој викенд во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат средбите од редовното 22 коло, кое е последно од вториот круг во регуларниот дел. Утре сабота Струга не би требало да има проблеми во дуелот со Шкупи. Во недела, 8 март, Башкими ќе ја пречека екипата на Македонија Ѓорче Петров, а во Кавадарци Тиквеш ќе го нагости Битолски Пелистер. Кавадарчани со победа во овој дел ќе запливаат во помирни води во пресрет на последниот круг. Во понеделник, Шкендија, битката за титулата ќе ја продолжи со дуелот против Струмичка Брера, а во дербито на колото во Кратово, Силекс ќе го нагости Вардар. Вардар ќе бара рехабилитација по поразот од Шкендија на домашен терен во минатото коло, но и кратовчани имаат своји сметки во овој дуел. Ова коло ќе заврши во вторник, кога Работнички сламката за спас ќе ја бара во дуелот со Сими. Во втората македонска фудбалска лига утре ќе се одиграат средбите од 18-тото коло. Паровите за истото се следниве: Скопје Осогово, Детонит Беласица, Слога Виница Тетекс, Преспа Кожув, Охрид Победа. Најинтересно се очекува да биде на средбата помеѓу Новаци и Штипска Брегалница, а екипата на Вардар од Неготино ја чека тешко гостување во Македонска Каменица кај екипата на Саса. Второлигашкото коло ќе заврши во недела со дуелот помеѓу Големо Конјари и Шкендија од Арачинова. Во третата македонска фудбалска лига група Југ во недела ќе се одиграат средбите од 15-тото коло, а двојките се Тополка Млекар, Лазними Јуниор Борец, Бучин Ултрас, Младост Башкими, Питугули Превалец и во регионалното дерби Росоман на домашен терен ќе го пречека тимот на Венец од Долни Дисан. Да погледнеме и какво време не очекува.
Утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температурата од -1 до 16. Во недела и понеделник предпладне ќе преовладува променливо облачно време со слаби локални врнежи од дожд. Од вторник следува период на стабилно време со услови за појава на утринска магла по котлините. Ги гледавте содржините во дневникот на КТВ. Благодарам што бевте со нас. Имајте секое добро.